дојдовте во Урбаните вести и среќен 8 март. По повод 8 март во организација на Детскиот културен центар Карпош денеска беше реализирана традиционалната изложба на деца од предучилишните установи на тема Цртам за мојата мајка. Изложбата беше отворена во просториите на центарот, а за децата од градинките беше организирана пригодна програма на која со песна и разговор за незината професија им се представи Блага Петраска. Еве ги денешните наслови. Историјата на 8 март. Анкета. Како граѓаните ќе го одбележат денешниот празник 8 март? Невработеноста во општина Газибаба за 10 години е намалена за 57%. Почна да се гради новиот Луна парк. Се асфалтираат 2 улици во Кривидол, општина Карпош. Агенцијата за храна и ветеринарство потврдува, увезениот мед е безбеден, ги исполнува сите законски акти за продажба во Македонија. 8 март е денот кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Во продолжение следува кратко историско потсетување зошто се одбележува 8 март. Светот повеќе од 10 декади го одбележува 8 март, меѓународниот ден на жената. Овој ден започнал за прв пат да се одбележува од 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави со декларација донесена од страна на Американската социјалистичка партија. Една година подоцна во Копенхаген се одржала првата меѓународна женска конференција, а на предлог на германската социјалистка Клара Цеткин бил воспоставен меѓународниот ден на жената. Во 1910 година под закрила на втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неа е одлучено да се прославува меѓународниот ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната година, на 19 март 1911 година, овој празник по прв пат е прогласен од страна на повеќе од милион луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. На 8 март 1913 година жените ширум Европа одржале мировни собири. Демонстрации на работничките се одржувале речиси во сите поголеми европски градови секоја година до 1915 година, а главно барање на тие маршеви било европските земји конечно да воведат универзално право на глас. Обединетите нации овој празник официјално започнале да го одбележуваат во 1975 година. 8 март, некогаш борба за женските права, денеска повод за прослава со пријателите и неизбежното подарување подароци. Како скопјани го одбележуваат денешниот празник од прилогот во продолжение. Борбата против дискриминацијата, нееднаквоста, насилството и стереотипите со кои се соочуваат жените и која започна во далечната 1867 година во Њујорк, продолжува и денеска во модерниот 21 век. Жените од секогаш морале да се борат за своите права без разлика во која земја и во кој историски период се наоѓале. Ке погрешиме ли доколку кажеме дека живееме во машки свет? Ако погледнеме малку околу себе, на секој чекор може да видиме дека не постои баланс во учеството на мажите и жените во политиката, економијата, медиумите, банкарството, војската, полицијата, науката, образованието и секако религијата. Иако жените на планетава моментално се застапени со 52%, во многу земји ширум светот тие се уште немаат право на глас и образование како мажите. Токму затоа би кажале дека 8 март, меѓународниот ден на жените, е одличен повод да се поразговара за нерамнотежата и за проблемите со кои се соочуваат жените во светот. Меѓутоа, наместо да се бара решение за проблемите со кои се соочуваат жените во општеството, откако знаеме за себе, кај нас за денешниот ден 8 март најчесто се организираат забави или патувања, во кои што главен акцент се става на забавата. Секако најприсутни се и подароците без кои не поминува ниту еден 8 март. Па од тука би можело да се каже дека празникот им е омилен на цвеќарите, парфюмериите, а неретко и на златарите. Дали е ова најдобриот начин да се одбележи 8 март, ги прашавме граѓаните. Што подарувате најчесто за 8 март? Па цвеќе нормално, како прво и второ, некој погоден предат за сопругата и за женскиот пол, поубавиот пол. Дали славите, како прославувате? Види, порано беше поинако и поинако се прославуваше, сега веќе нешто друго. Подарувате, дали ви подаруваат? И едно и друго. Што најчесто одбирате вака за подарок? Цвеќе. Што најчесто подарувате и што ви подаруваат? Цвеќе, само да се одбележи. Дали славите 8 март? Секако. На каков начин го прославувате? Дали во ресторан со пријателки, дали во домашна атмосфера?
Па, зависи. А дали подарувате? Да, да. Дали славите 8 март? Славиме. Дали славите 8 март? Да. Да, како прославувате? Дали во ресторан, дали со пријатели, со семејство? Па со другарки, со пензионерки, така со пензионери највише. Што најчесто ви подаруваат и што најчесто вие подарувате? Цвекенце или најскромно, минимално. Ја прашувам. Тоа сакат, мислам на блиските така. Дружба, бе. Со семејство, дружба останало од порано. Што најчесто подарувате за 8 март? Па зависи. Па не подарувам. Што знам некако. На вас најчесто што ви подаруваат? Па подаруваат керките претежно. Дали тоа цвеќе, дали козметика? Да, нешто, козметика, нешто, цвеќе. Секој ден е празник, како ти е убаво, нели? А инаку добро се 8 март малку така. Повеќе даваме внимание или посетуваме повеќе внимание на тоа. Инаку секој ден е празник, јас мислам, ако ти е убаво во душата или било како. Што ќе подариш ти на мама за 8 март? Цвеќе. Цвеќе. Кај ќе го набереш цвеќето или ќе го купиш? Од села. Браво. Кој ќе ти помогне за да ја дадеш подарок на мама да набереш цвеќе? Баба. Подарокот предизвикува насмевка и кај оној кој го подарува и на оној на кој му се подарува. Сепак, не заборавајте, 8 март не е ден за купување на рози, парфеми и други подароци. Не е потребен посебен ден за да ја покажеме љубовта и почита кон мајките, другарките, сопругите и ќерките. Подарувајте секогаш и од срце. Градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски, денешниот празник 8 март им го честиташе на жените од општината, подарувајќи им црвени рози. Градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски, со црвени рози им го честиташе празникот 8 март на припадничките на понешниот пол. Со искрени желби за многу здравје, радост, среќа и љубов. Градоначалникот им подари цвеќе и честитки на жените со кои оствари средба на повеќе локации во општината. Црвени рози градоначалникот им подари и на припадничките на понешниот пол вработени во општинската администрација, во училиштата, градинката, како и јавните претпријатија во општина Илинден. Невработеноста во општина Газибаба за 10 години е намалена за 57%, односно од 12.794 невработени лица во 2010 година. Бројот на невработени во 2016 изнесувал 5520. Тоа според градоначалникот Тони Трајковски е резултат на пополната бизнис клима во општината. Замирката самовработување со добивање грант. Досега се поднесени над 1175 пријави од невработени кои сакаат да почнат собствен бизнис за отварање бизнис со кредитирање. Има 35 апликации, а за практиканство над 700 пријави. Информираше денеска директорката на Скопскиот центар за вработување Слободанка Алексовска при денешната посета на компанијата Aimsteel Скопје во општина Газибаба, корисник на мерките на агенцијата. Алексовска оцени дека работодавачите имаат зголемена надоверба кон овие мерки, а невработените сакаат да учествуваат во нив и да добијат соодветна обука и работа. Преку Македонија вработуваат 2, досега се вработени над 5080 лица, а заедно со Македонија вработува 1 и мерката за младите од 29 години. Над 24.000 лица дошле до работно место. Од вкупниот број на вработени 2211 се жени, изјави Алексовска. Оваа компанија е само еден од успешните примери кои што ги користат мерките за вработување, со кои што се намалува невработеноста, а голем дел од невработените лица доаѓаат до свое работно место. Извршниот директор на Aimsteel Лук Слабинг најави дека планираат да го прошират производството и бројот на вработени да достигне 100. Компанијата почнала со работа со 6 вработени, а сега таму работат 43 лица со помош на мерките на владата. Ова е компанија која започна со 5 вработени и со континуирано проширење стигнавме до над 40 вработени. Компанијата одржува конзистентна политика на инвестирање и строги процеси за обезбедување на добар квалитет, како и континуирано обновување и надградување на самата опрема за работа.
Според градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, невработеноста во оваа општина за 10 години е намалена за 57%. Тоа, посочи Трајковски, е благодарение на тоа што индустријските капацитети ги шират своите потенцијали, го зголемуваат бројот на вработени и се отвараат нови работни места. Во рамките на кругот на општина Газибаба, општината обезбеди просторија за функционирање на подрачна единица на Агенцијата за вработување. Имаме непосредна комуникација, граѓаните можат непосредно тука да ги добијат услугите од Агенцијата за вработување, дали е тоа за пријавување, дали информации за слободни работни места, исто така и компаниите непосредно тука кај нас во општината можат да добијат информации за работната сила што е слободна, односно луѓето кои што бараат вработување. Последните 10 години имаме драстично зголемување на бројот на вработени луѓе во општина Газибаба, односно драстично е намален бројот на невработени. Од 2006 година до крајот на 2016 година невработеноста во општина Газибаба е намалена за 57%. Како што информира Трајковски, во Газибаба интензивно се работи на почнување постапка за лицитирање за градечно земјиште во новата индустријска зона во близина на Инџиково, а во завршна фаза и на следната седница на Советот треба да биде усвоен деталниот план за комплексот Рудници и Железарница. Во комплексот има голем број фирми и има најава од една компанија во следните 5 години да отвори нови 600 работни места. Веруваме дека уште годинава ќе почне со изградба, а следната година и да почне производството, изјави градоначалникот Трајковски. По неколку неуспешни обиди конечно започна реконструкцијата на Скопскиот забавен парк, познатиот Луна парк. Луна паркот проследен пат бил реконструиран во 1973 година. Очекувањата се дека за 3 години забавниот парк ќе биде комплетиран со нови содржини, а ќе го сочинуваат административни објекти, нови забавни реквизити за возење во согласност со европските стандарди за безбедност, објекти за служење храна и пијалоци, за продажба на сувенири, затворен дел за играње и паркинг. Градот Скопје ги набави првите 7 реквизити од идниот забавен парк, а веќе е склучен и договорот за изведба на градежниот дел од проектот. Проектот предвидува новиот Луна парк да се простира на површина од околу 40.000 квадратни метри. Освен на постојниот простор, за новото забавно катче е предвиден и просторот во насока на каналите и езерцето во градскиот парк. Паркот ќе го сочинуваат административни објекти, нови забавни реквизити за возење, во согласност со европските стандарди за безбедност, потоа објекти за служење храна и пијалоци, за продажба на сувенири, затворен дел за играње и паркинг. Изградбата на новиот Луна парк вклучува и влезна партија со билетарница, продавница за сувенири, канцеларии за администрација, тоалети и гардероба за вработените. Во отворениот простор ќе бидат изградени и продавница за сладки и храна, јавни тоалети и затворен мултинаменски објект во вид на школка. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски истакна дека новиот забавен парк ќе содржи и адреналински реквизити, а истите ќе ги монтира фирма која ќе гарантира безбедност. За Луна паркот би сакал да кажам дека градот Скопје склучи 2 договори. Едниот договор е за правењето на инфраструктура. Тоа значи дека сето она што значи подземна и надземна инфраструктура, значи водоводи, фекални, атмосферска канализација, партерното средување, значи правењето на патеките, уличното осветлување, оградата, значи тоа го доби една компанија која што ја воведуваме во работа. Вие гледате дека и дискотеките почнаа да се дислоцираат. Мислам дека ќе завршат за едно 15 на 20 дена ќе заврши дислокацијата на дискотеките, а воедно избрани се и неколку компании кои што треба да донесат значи справи или реквизити. При тоа така е направен договорот за да може тие да ги донесат справите, да ги направат фундаментите и да ги монтираат справите. Значи целосно ќе биде нивната одговорност. Изградбата на Луна паркот ќе се одвива во 3 фази, а последната фаза ќе биде готова за 3 години. Секоја од фазите ќе чини околу 1,5 милион евра, а исто толку ќе чини и градењето инфраструктура. Се надам дека до есента ќе бидат завршени, монтирани овие справи. Во 3 фази ќе оди, ова година е првата фаза и секоја година ќе биде по една фаза дополнително. Значи договорот кој што е за инфраструктура е 100 милиони денари или
скоро повеќе од 1,5 милион евра, а исто така околу 1 милион и нешто е првата набавката на првата фаза на тие првите реквизити и секоја година по 1 милион и нешто ќе бидат набавувани дополнително справи за 3 години. Сметаме дека ќе го комплетираме Луна паркот. Проценато е дека новиот Луна парк годишно ќе има околу 200.000 посетители, најмногу семејства со деца до 15 години. До утре се очекува да заврши асфалтирањето на 2 улици во Кривидол, општина Карпаш. Станува збор за улиците Скупи 3А и Скупи 5А, а по нив ќе бидат асфалтирани уште 2 улици во Кривидол, а кои ќе се изградат и тротоари и атмосферска канализација. Општина Карпош започна со градежни активности за подобрување на патната инфраструктура во Кривидол. Во моментов се врши асфалтирање на 2 улици, и тоа улицата 3А и улицата 5А. Вредноста на улицата 3А, која се асфалтира во должина од 380 метри, изнесува 1,5 милион денари, додека пак улицата 5А се асфалтира во должина од 250 метри и нејзината вредност изнесува 1 милион денари. Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Екимовски истакна дека ова место се претвара во една убава населба за живење. Општина Карпош продолжува со градежната сезона. Значи се отвори асфалтните бази. Ова е прва улица што ја асфалтираме во ова 2017 година со фирмата Ескалатори. Асфалтираме 2 улици, улица 3 и улица 5 во населеното место Кривидол во вкупна должина од 630 метри и цела оваа инвестиција чини некаде околу 2,5 милиона денари. Оваа населба комплетно ја разрешуваме со тоа што веќе сме изградиле фекална канализација, правиме и атмосферска канализација, комплетно ги реконструираме улиците, веќе е поставено улично осветлување, најголем дел од објектите веќе се легализирани и со овој урбаниот дел што го додаваме овде, ова навистина станува едно убаво место за живење на територија на општина Карпош. Градоначалникот Јакимовски потенцираше дека нема да застанат тука, туку ќе продолжат со градежните зафати во Кривидол. Наскоро се планира асфалтирање на улиците Скупи 4 и Скупи 4А, за кои, како што истакна, во тек е подготовка на техничка документација. Улицата 4 ќе се асфалтира во должина од 250 метри, додека пак улицата 4А ќе добие нов асфалт во должина од 400 метри. На овие 2 улици покрај асфалтирање ќе се изградат и тротоари и атмосферска канализација. Покрај тоа ги подготвуваме, документацијата подготвуваме за улица 4 и улица 4А. Покрај тоа што ќе се прават таму и рабници, тротоари и коловоз, правиме и атмосферска канализација, што значи дека улицата 4 и 4А рачунаме дека до јуни месец дека ќе биде готови, бидејќи проектите се веќе готови, мораме да отвориме тендерска постапка, да избереме најповолен понудувач и потоа нормално додека тоа се направи. До вчера се поднесени 182 барања за субвенции за печки на пелети, кои моментално се во фаза на разгледување, а комисијата почна и со теренска проверка на дадените локации каде што ќе бидат поставени набавените печки на пелети. Можноста за субвенционирање на печките на пелети граѓаните може да ја искористат до 13 март. Најдоцна до 13 март граѓаните од подрачјето на град Скопје може да аплицираат на јавниот повик за надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети. Сите апликации што ќе пристигнат по овој датум воопшто нема да бидат прифатени ниту разгледувани, соопшти град Скопје. За 2017 година се предвидени 10 милиони динари или околу 330 субвенции за набавка на нови печки на пелети. Јавниот повик почна на 27 февруари и ќе трае заклучно со 13 март. Оваа година јавниот повик ги опфаќа граѓаните на градот Скопје што се затоплуваат на печки со дрва, јаглен, нафта и мазут и представува една од мерките кои градот Скопје ги презема со цел подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, наведува градот Скопје. Условите за добивање субвенција се барателот да нема искористена субвенција за истата намена од кој било извор во Република Македонија, да е жител на град Скопје, да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или
мазут. Новата печка на пелети која ќе ја купи да биде инсталирана и да се користи на истата адреса од личната карта. Да нема приклучок на градско централно грејење во објектот каде што е инсталирана печката. Станбениот објект да не е во фаза на градба и барателот да има платен од данок на имот за објектот каде што е инсталирана печката, заклучно со 2016 година. До вчера се поднесени 182 барања кои моментно се во фаза на разгледување, а комисијата почна и со теренска проверка на дадените локации каде што ќе бидат поставени набавените печки на пелети. Граѓаните треба да ги поднесуваат документите до архивата на град Скопје секој ден од 9 часот и 30 минути до 15 часот. Јавниот повик е објавен на официјалната веб страница на град Скопје, на која може да се најдат и детални информации. Номинатиот јавен повик објавен во 2016 година беа доделени 196 субвенции. По Њујорк и Софија, изложбата Накетот низ вековите денеска по повод 8 март, меѓународниот ден на жената, е отворена и во Археолошкиот музеј на Македонија. На изложбата ќе бидат презентирани 68 копии од експонати кои представуваат сведоштво за културниот континуитет и идентитет, уметничките тенденции и иновативниот дух на луѓето кои екзистирале на оваа територија од времето на праисторијата до крајот на 20-тиот век или речиси 9000 години во континуитет. По повод меѓународниот ден на жената, Археолошкиот музеј на Македонија денеска ја отвори за јавност изложбата Накитот низ вековите од Република Македонија, која досега беше представена во Софија и во Њујорк. Во 2015 во Бугарија и во 2016 година во САД изложбата привлече големо внимание и интерес во земјава и странство. Со цел да излеземе во пресрет на македонската јавност, таа ќе може да се види и во Скопје, соопшти Археолошкиот музеј. На изложбата ќе бидат презентирани 68 копии од експонати кои представуваат сведоштво за културниот континуитет и идентитет, уметничките тенденции и иновативниот дух на луѓето кои екзистирале на оваа територија од времето на преисторијата до крајот на 20-тиот век, или речиси 9000 години континуитет. Ќе бидат презентирани и неколку копии на тоалетни ситови за етерични масла, шминка и кутии за накид, а идејната концепција ќе ја надополнат и адекватно одбраните теракотни антропоморфни фигурини, на кои изворно се представени украсни елементи. Експонатите ќе бидат изложени во 5 витрини. Изложбата дополнително ќе биде збогатена со илустративно-едукативен материјал, банери, постери, видеопроекции, легенди и каталог. Откако пчеларите од Делчево и Македонска каменица упатија барање до Агенцијата за храна и ветеринарство да го испита медот што се продава на македонскиот пазар, агенцијата излезе со уверување дека потрошувачите во Македонија конзумираат квалитетен мед, независно дали е од домашно производство или увезен од надвор. Увезениот мед што се продава на македонскиот пазар е безбеден и ги исполнува сите законски и подзаконски акти да се продава во Република Македонија, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство, откако пчелари од Делчево и од Македонска каменица побараат да се испита поради наводни сознанија дека е фалсификат. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, инспекциските служби вршат контроли на увозот на секоја пратка мед во земјава. Минатата година беа увезени 188.099 килограми мед, од Молдавија 126.000, од Србија 61.912 килограми и од Франција 187 килограми мед. Како небезбедна од страна на официјалните ветеринари, уништена е само една пратка со органски мед во количина од 2,72 килограма, со потекло од Велика Британија заради отсуство на ветеринарно-здравствен сертификат, кој задолжително треба да ја придружува секоја пратка, информира агенцијата. До одделението за заштита на потрошувачи при Агенцијата за храна и ветеринарство лани биле поднесени само 2 представки од потрошувачи кои се однесувале на квалитетот на медот. По извршената инспекциска контрола е констатирано дека представките се неосновани. Медот што се пушта во промет доаѓа од објекти за пакување мед кои се одобрени од страна на агенцијата и кои се контролираат од официјалните ветеринари. Моментално во земјава постојат 11 одобрени објекти за откуп и пакување на мед, наведува агенцијата. Воедно подвлекува дека инспекциските служби вршат редовни контроли и на одгледувачите на пчели, но и на трговијата со мед и другите пчелни производи. При контролите на безбедноста, квалитетот на медот и означувањето направени минатата година не се констатирани неусогласености.
До крајот на работната недела Македонија ќе биде под влијание на серија од влажни воздушни бранови, што ќе услови притежно облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Наместа ќе има услови за ретки грмежи. На планините, особено во западните делови, врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира нова снежна покривка, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во сабота се очекува стабилизирање и затоплување на времето. И пред да се одјавиме, уште една информација. По повод празникот, платформата за родова еднаквост организираше марш за човекови права, кој почна напладне од плоштадот Карпошово во Станије, продолжи преку Камениот мост и плоштадот Македонија и заврши во паркот Жена Порец. Македонските жени кои се вработени имаат само 15% од времето да го посветат на слободни активности, а кај невработените жени отпаѓаат 21% на слободни активности. Во урбаните средини жените просечно дневно минуваат по 2 часа и 16 минути на забава и култура, додека во руралните средини жените имаат по 1 час и 13 минути за забава. Со оваа информација го завршуваме денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.